Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Во пресрет на официјалниот старт на летната туристичка сезона од планинската служба при Црвениот крст Охрид апелираат посетителите на планинските подрачја да бидат особено внимателни. Велат, бројот на интервенции постојано расте, особено кај авантуристичките активности, како планински велосипедизам, параглайдинг и офроуд возење, изгубени и дезориентирани лица, падови и повреди во тешко достапни терени се меѓу најчестите интервенции на спасителите. Имавме многу, не апсолутно десетици се. Посериозни несреќи беа 3 или 4, значи имавме исто параглайдинг несреќа во зимава, за среќа без последици, значи без повреди, меѓутоа требаше нужна евакуација беше на човекот кој што беше слетан далеку на планина. Имавме неколку планинари, значи сето тоа е, ево статистиката, просекот годишен е некаде околу 35. Значи 35 интервенции само во Охридскиот регион. Така да бројот на несреќи апсолутно ќе расте. Од службата посочуваат дека и покрај обучените волонтери и искуството кое што го имаат, државата се уште нема системски уредено планинско спасување. Треба да се следи примерот на Словенија и Хрватска, каде службите се дел од националниот систем. Од целата ова група од 7 држави заостануваме на последно место. Мислам, тоа е најголема трагедија која што може да кажеме. Заостануваме по легислативата, значи ние во наша држава апсолутно планинското спасување не е регулирано. И второ, заостануваме под поддршката, позади поддршката која што добиваме од државните институции. Охрид е единствена општина која што покрива буџетски само еден мал дел од средствата кои што се потребни за функционирање на службата која што покрива 5 општини во моментов, значи во Охридскиот регион. Јас како председател на Националниот сојуз морам да кажам и да се грижам и за нашите останати членови во сојузот. Имаме 12 организации, имаме Штип, Струмица, Кочани, Скопје, Тетово, Маврово, организации кои што нужно имаат потреба од елементарна опрема. Тоа се значи станува збор за преку 250 волонтери подготвени да делуваат, да помогнат. Ние немаме елементарна опрема за нив. Планинската спасителна служба при Црвениот крст Охрид постои 24 години и покрива територија на повеќе општини во Охридско-Стужкиот регион. Спасителите велат дека со растот на туризмот и посетеноста на планинските подрачја неопходна е поголема институционална и финансиска поддршка за службите за спасување. Со положување свежо цвеќе пред бистата на Анри Динан кај седиштето на Црвен крст Охрид, денеска беше одбележан 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Делегации на Црвен крст Охрид и општина Охрид оддадоа почит на основоположникот на најголемото светско хуманитарно движење Анри Динан, кој е роден пред 198 години на денешен ден. Председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков порача дека хуманоста останува темел на организацијата во време на бројни предизвици. Хуманоста не познава граници, нити временски услови, нити временски непогоди. Тука сме овде денеска да одадеме почит, да го одбележиме светскиот ден на Црвениот крст, 8 мај, кога 1828 на 8 мај е роден големиот хуманист и основоположник на идејата на Црвениот крст Анри Динан. Овде пред бистата единствената во Македонија, биста на Анри Динан пред седиштето на Црвен крст Охрид, се собравме волонтери со поддршка и со почит од страна на представници од локалната самоуправа. Точков истакна дека волонтерите се најголемата сила на организацијата и носители на сите хуманитарни активности што се реализираат во заедницата. Движењето на Црвениот крст е најголемото хуманитарно движење кое што се потпира на волонтери, она што е најголема вредност за човештвото, за општеството. Волонтерите кои го посветуваат своето време, своите вештини, знаења за да придонесат за развој на заедницата, односно на општеството. И ние токму така се ослонуваме и се потпираме на волонтерите. Тие се нашиот најголем ступ и темел на нашето дејствување. Сето тоа е поврзано и со локалните институции, државните, владините, невладините организации, особено со поддршката од локалната самоуправа. Живееме во турбулентни времиња во кои што има големи, огромни предизвици и кои навистина се обидуваме да се организираме, да ги надминеме тие предизвици и да придонесеме за што
подобар економски и секаков морален, етички живот на заедницата, особено кај младите. Периодот од 8 до 15 мај традиционално се одбележува како недела на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кој Охридскиот Црвен крст се вклучува во глобалната кампања на Меѓународната федерација под мотото Хуманоста обединува. Во рамки на одбележувањето веќе беше реализирана крводарителска акција, во текот на денешниот ден во седиштето на организацијата се одржа и отворен ден за деца од предучилишните установи и ученици од основните училишта од Охрид и Дебрца. До 15 мај ќе се реализираат хуманитарни акции за помош на социјално загрозени семејства, активности за промоција на хуманоста, солидарноста и волонтерството, како и едукативни работилници за ширење на знаењата за Црвениот крст. Во март годинава во општина Охрид издадени се 6 одобренија за градење според најновите податоци од Државниот завод за статистика. 5 одобренија се за објекти на кои инвеститор е деловен субјект, а само едно е издадено на физичко лице како инвеститор. Предвидена е градба на вкупно 105 станови со корисна површина од 5934 метри квадратни, од кои најголем број двособни. Во Струга во март издадени се 9 одобренија за градба, од кои 7 на инвеститор правен субјект, а 2 одобренија на физички лица. Во општина Дебрца издадени се 2 одобренија на деловен субјект како инвеститор. Во март 2026 година на ниво на државата се издадени 245 одобренија за градење, што е за 26,6% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 148 или 60% се наменети за објекти од високо градба, 31 одобренија за објекти од ниско градба и 66 за објекти за реконструкција. Од вкупно 245 објекти, на 136 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 109 или 44% од објектите инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на вкупно 618 станови во државава со вкупна корисна површина од 53.718 метри квадратни. Трим и лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме претежно облачно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 17 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, наместа со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринската од 8 степени, а максималната дневна температура до 18 степени. Температурите во Македонија утре во интервало од 4 до максимални 23 степени. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Во понеделник и вторник ќе дува засилен до силен ветер кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час.